Зар не паѓа дожд од Бога на сите подеднакво или сонцето не свети за сите исто така? Зар не го дишиме воздухот сите еднакво? Како тогаш не се срамите да признаете само 3 јазика, а за сите други народи и племиња сакате да бидат слепи и глуви? Со овие зборови Константин Филозоф, подоцна прославен со калуѓерското име Кирил, во 9 век го бранел словенскиот јазик пред така наречените тријазичници, кои тврделе дека само латинскиот, грчкиот и еврејскиот се свети јазици со кои може да се богослужи. Светиот Кирил станал логотет, односно еден од научените луѓе и филозоф на Магнаурската школа во Цариград, која во тоа време била најпознатата во светот школа. Светиот Методий се одликувал како голем стратег, но бил праведен во своето управување во својата област. Тој бил силен, онака како што бил и Самсон и Гедеон. Тој бил и праведен и правичен, како што бил цар Давид. Битката за писменоста на словените не престанала. Неа уште 16 години ја водел братот Методий до својата смрт во 885 година. Моравската мисија завршила со прогонство на нивните ученици. Ним им била доверена во 864 година и најголемата и најславна мисија. Мисијата во Моравија и Панонија меѓу словените. Тие таму народот кој не знаел за вистинската вера, затоа што му бил проповедано Словото Божјо на неразбирлив германски и латински јазик, ете сега на својот мајчин јазик ги слушаат проповедите и Словото Божјо, зашто свети Кирил и свети Методий ја изумиле, измислиле азбуката на словенските народи кои имале јазик, а немале писмо, ги описмениле и ете наеднаш преку нивната проповед длабоко во душите и срцата на христијаните, православни словенски народи била примена верата наша света православна. Денот на сесловенските просветители Кирил и Методий го чествува целиот христијански свет. Запалените свеќи, молитвата, славските колачи, пченицата и виното и овој пат беа дел од празнувањето. Светата божествена литургија во соборниот храм Свети Кирил и Методий во Тетово ја отслужија митрополите Тетовско-гостиварски господин Јосиф, Преспанско-пелагонискиот господин Петар и Кумановско-осоговскиот господин Јосиф.